на денешен ден, 6 мај. (1682 година) Луј 14 го преселил својот двор од Лувар во новиот замок Версај. 1758 година роден е Максимилијан Робеспиер, еден од најзначајните водачи на француската буржоаска револуција. Беше водич на јакубинците, најреволуционерната партија во тоа време, која се бореше за општо право на глас, внесено првпат во јакубинскиот устав од 1793 година, за укинување на монархијата и за воспоставување република, како и за укинување на робството во колониите. По контра, револуционерниот пресврат на 27 јули 1794 година, Робеспиер е гилотиниран. 1840 година пуштени се во оптек првите поштенски марки во Велика Британија од 1 и 2 пени, со ликот на кралицата Викторија I. 1859 година умре Александар фон Хумболт, германски географ, астроном и истражувач, еден од основачите на научната географија. Прв го постави правилото за намалување на температурата со зголемување на надморската висина. Пионер е на систематските трудови за магнетизмот и прв автор на изотермалната карта на Земјата. Роден е на 14 септември 1769 година. 1889 година во Париз официјално е отворена Ајфеловата кула во рамките на универзалната изложба од 1889 година. Конструктор на кулата е инженерот Густав Ајфел. Кулата е поставена во парискиот парк Шан де Марс и е висока 320 метри. 1924 година во Виена внатрешно-македонско револуционерната организација издаде манифест кон македонскиот народ, кон организираното револуционерно население во Македонија и кон македонските револуционери, познат како Мајски манифест на ВМРО. Во него, како главни цели на револуционерната борба, беа фиксирани ослободувањето на раскинатите делови на Македонија во една наполно независна и самостојна политичка заедница и демократизирањето и сојузувањето на балканските држави во една федерална заедница, која единствено може да го гарантира политичкото постојање на независна Македонија и независноста на другите балкански народи и да ги парализира анексионистичките и империалистичките стремежи на заинтересираните сили. 1991 година во Сплит е убиен Сашко Гешовски, прва македонска жртва во конфликтот во поранешна СФРЈ. Тој ден Гешковски бил на должност стражар во командата на воено-поморската област во Сплит, каде на протест излегле околу 30.000 демонстранти. 1994 година кралицата Елизабета II и председателот Франсуа Митеран свечено го отвориле тунелот под Ла-Манш, железничката врска помеѓу Обединетото кралство и Франција. 2002 година со одлука на председателот Џорџ Буш, Соединетите Американски држави го ставија надвор од сила потписот на поранешниот шеф на државата Бил Клинтон во декември 1999 година на меѓународниот договор за формирање меѓународен кривичен суд за воени злосторства. Конгресот со резолуција го ополномошни американскиот председател да употреби и вооружени сили при ослободување на американските државјани доколку бидат изнесени пред овој суд. 2007 година на председателските избори во Франција Николас Саркози е избран за председател на Франција.